Джалеец, некропола во Матка. Некрополи се големи гробишта или место за закопување. Зборот потекнува од грчкиот збор некрополис, што значи град на мртвите. Ретко овој израз се употребува за да се означат модерните гробишта надвор од големите градови, а најчесто зборот се однесува на гробиштата на старите народи, античките и средновековните цивилизации. Археолошки локалитети со потекло од различни временски периоди, кои се само евидентирани во границите и во близина на ЗП, СП, Кањон Матка, за жал не се евидентирани со местоположба и не се прогласени за споменици на културата. Џалинос Гален како урбана легенда. Гален бил брилијантен хирург и правел многу операции на живи луѓе. Како познат лекар работел кај истакнати членови на римското општество, а на крајот станал и личен лекар на неколку римски цареви. Напишал околу 300 дела, од кои 150 останале. Како што биле преведувани, неговото влијание се ширело во Византиската империја, Арабија и потоа низ Западна Европа. Помеѓу клучните придонеси за медицината се и откритијата на Гален поврзани со кардиоваскуларниот систем. Легендата вели дека Џалинос Гален можеби починал и е погребан во Скопје. Џамијата Ибни Пајко. Била некогашна џамија во Скопје, која се наоѓала во старата скопска чаршија во познатото Пајко Мало. Неа ја изградил Ибни Пајко со цел да им се додвори на муслиманите и да оствари поблиски врски со власта, за подобро да му оди трговското работење. Во 1938-та, во непосредна близина на џамијата, била подигната зградата на познатиот дом Ибни Пајко. Џамијата се споменува некаде до 1946-та или 1947 година, а најверојатно била урната за време на Втората светска војна или по неа. Денес на местото се наоѓа и зградата на Македонската филхармонија. Ибни Пајко џамијата спаѓала во редот на најстарите џамии во Скопје. Се наоѓала на левата страна од реката Вардар во близина на камениот мост. За сега единствени докази за постоењето на оваа џамија се фотографиите, уметничките дела, како и податоци што се среќаваат во разни документи и литературата. Најстар податок за постоењето на оваа џамија се наоѓа во документот од 1467 година, каде што е предаден недвижниот имот на нејзиниот градител. Мулкови на харчлијата Шуџа, син на Пајко, кој го уваковил својот месчит што се наоѓал во Скопје. Според овој податок, џамијата била изградена пред оваа дата. Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја